Вие и понатаму сте на програмата на Канал Плюс телевизија, во продолжение следува Агроисток, емисија во која говориме за актуелните случувања во земјоделско-сточарскиот сектор. Во оваа 22 поред емисија, освен редовните рубрики Советите од агрономот и ветеринарот, донесуваме видеозапис за селото Долни Балван, потоа за авантуристичкиот туризам во Сувилаки, за шумарството, за пчеларството и други прилози со кои веруваме ќе го задржиме вашето внимание. На почетокот одиме со прилог од Кочани во кој се говори за огревното дрво. Поконкретно, како шумското стопанство од овој град планира да ја врши дистрибуцијата на дрвото за да нема проблеми како лани. Македонски шуми преку своите подружници во државата од годинава прометот со огревно дрво ќе го врши преку 5 вида договори со правни субјекти и 3 со ранливи категории на граѓани и други субјекти. Огревната маса за првите 5 комитенти ќе се продава Франко склад во шумите на локација каде што се врши сечата, а дотур до домовите е предвиден само за одредени категории на купувачи. Со таква стратегија и политика, Македонски шуми ќе настојуваат да ја елиминираат појавата на нивна сметка да профитираат сите други кои се вклучени во прометот. Но како сето тоа ќе се реализира на терен и во практика ќе покаже времето, бидејќи на почетокот на примената на новите правила на игра, веќе се изродија сериозни проблеми кои создаваат хаос и неизвестност меѓу граѓаните. Во тие рамки најчувствителна категорија се пензионерите, кои по дефиниција настојуваат најбезболно и навремено да го решаваат ово домакинско прашање. Одредени подружници во источниот дел на државата објавија дека уплати за огревно дрво ќе примаат до 15 март и дека цената за бука изнесува 2870 денари за кубик, а за даб 2970 денари за кубик. Но и таквите цени имаат збунувачко дејство, бидејќи не е прецизно разјаснето дали во прашање е кубен метар или просторен метар огревно дрво и дали во истина се вкалкулирани дотурот и транспортот или не. Во подружницата на Македонски шуми во Кочани велат дека огревното дрво ќе го продаваат Франко склад во шумите, што значи дека дотурот и транспортот треба да го организираат правните субјекти кои се јавуваат како купувачи. Ако, например, Дружењето на пензионери од Кочани склучи договор со подружницата, дрвната маса ќе мора да ја купи од шумски склад, значи од планина, па во меѓувреме преку тендерска постапка да избере најевтин транспорт, кој ќе го вкалкулира во вкупната цена, по која на крај ќе им го продава просторниот или кубниот метар на своите членови. А цената на дрвото во шумските складови изнесува околу 1970 денари метар просторен. Според нивна математика, Сдруженијето би требало трошоците за дотур и транспорт да ги сведе на реални 660 денари, со што би се добила конечна цена од 2500 до 2600 денари за метар просторен букова дрвна маса. Како ќе профункционираат новите мерки и правила на Македонски шуми останува да покаже времето. Меѓутоа, до разбирањето на релација Сдружение на пензионери и подружници дополнително ги загрижуваат пензионерите, кои не се навикнати обезбедувањето на грењето да се провлекува до граници на неизвестност. Сточарството е гранка во државата која треба да се поддржува. Тоа и се прави, но понекогаш не достигаат финеси за успехот да биде поголем. Во прилогот што следи ве пренесуваме на падините на Плачковица и приказната за сточарот Фаик. Фаик Мустафа од Плачковичкото село Калаузлија од пред 10 години се пресели во близина на Козјак, каде што продолжи со одгледување на кози. Стадото го зголеми на околу 350 грла, од кои годишно на млекарниците им доставуваше од 40 до 50.000 литри здраво и квалитетно млеко. Но после известно време, Фаик, наместо да продолжи со зголемување на стадото, одлучи да го намали. Зошто? Сега ги намаливме на 80-100. Зошто? Затоа што немаме струја. Најпроблем ни беше струја. Значи, молзењето, рачното молзење е многу тешко. Значи, немам луѓе, доволно луѓе за да го завршам тоа мазење. Негде околу минута за задржат 350 кози, ми треба 350 минути, по една минута, значи многу време ми одзимаше. Значи стоката немаше време да одмара, да ужива, да произведува млеко. А пласман имавте? Пласман имавме, зимаше го Соколарската млекара, негде годишно давав до 30-40 тона млеко. 40 тона млеко имам дадено, до 45 тона годишно. Барањето со објаснување зошто му е потребен приклучок го проследил до општината, но оттаму не го добил потребниот одговор. Што е проблемот? Зошто не можете струја да поставите? Проблемот е барав неколку пати, 2 пати поднесех барање до општина Карбинци.
мине линијата до мене, само на 10 метра е линијата, значи за баргала струја мине, барав на почетокот кога се ставаше струја да бидеме и ние уклучени у таа линија. Не ни ја одобрија општината. Не знам кои причини, рекоа дека после ќе видиме. Кога се стави у баргала, првото барање ме одбија, второто барање рекоа дека треба најмалку 3 до 4 фамилии да бидат поднесители на барањето да добиеме електрична енергија. И сега вие сте во незавидна состојба, сакавте да го зголемите стадото уште повеќе? Па мислехме негде околу 600-700 кози, значи 600 кози да бидат мозни, околу 50-60 тона млеко годишно да произведуваме, но да го даваме на државата. Државата, значи, добивавме субвенции за млекото, значи се беше уред, ама проблемот беше кај струја, значи немаме за мозење беше проблемот. Во едни вакви услови тој го коригира својот план, па наместо над 60.000 литри млеко ќе произведува само за домашни потреби. Ни не размислувам на овие услови да го зголемам, значи обрнувам само од кози на крави, значи неколку крави ќе чувам, едно 4-5 крави за опстанок на фамилијата. Значи нема да произведувам, нема да размислувам веќе во вакви услови. Ако се подобри условите, на пример државата ако размисли малку повеќе за земјоделците, сточарите, они викат дека зборат, нели, треба се развија, ама на ваков начин не се развива сточарството. Значи сите фарми треба да бидат обезбедени со електрична енергија. Значи најпроблем е тоа. Второто е вода. Значи водата може некако да се снајдеме со некогаш се снајдували со чистерни, со бунари, ама струјата не може да произведеме. Тој не го крие задоволството од она што како поддршка и субвенции го издвојува државата за помош на одгледувачите на добиток, но во исто време нагласува дека без електрика не може да се опстојува, а уште помалку да се замисли современото сточарење кон кое се стремиме. Авантуристички туризам ќе се практикува и на планината Огражден во местноста Суви Лаки. Кој, зошто и како? Зашто го избравме авантуристичкиот начин или вид на туризам? Суви Лаки како микролокација не може да развие некој друг поголем или позначен туризам, кој што би прилекол многу туристи. Затоа сметавме дека, сметајќи го локалитетот каде се наоѓа во природна околина, дека може би е подобро да се насочиме во една друга насока, во еден друг вид на туризам, кој што реално во регионот и нема некоја друга конкуренција. Затоа рековме, доколку одиме со авантуристички туризам, генерално за таа инфраструктура и се потребни помалку финансии, и рековме ајде да бидеме различни. Затоа и предвидовме еден велосипедски парк за екстремен велосипедизам, велосипедски тури, еден адреналински парк за возрастни и за деца, една жица за спуштање која што ја нема ни во Македонија. Така да има и други пропратни содржини кои што се почнувајќи, значи, од деца за со посебни потреби, за помали деца, од летниковци за одмор, од коњи јавање, кочи, планинарски тури, спуштање по тобоган на удолница и така натаму. Целта е Суви Лаки да го искористи бенефитот на околните места кои што се, да кажеме, Берово, Струмица, Дојран, и доколку таму има туристи, Суви Лаки да биде еднодневна или дводневна дестинација со цел да биде различен одморот на овие туристи кои што се веќе тука дојдени, да имаат активен одмор, да уживаат во природата, да се забавуваат, малку адреналинот да им се качи, нели? Всушност мислам дека адреналинот најмногу ќе ги привлече. Така да сметам дека првиот чекор кон успешно реализирање на студијата е да се осмисли начинот на управување, кој ќе го управува, дали општината ќе го даде некому. Потоа е кои све содржини би се започнале, како што реков, има финансиска потреба, меѓутоа таа не е која преголема инфраструктурна потреба. Идејата е, сметам дека за 2 години Суви Лаки може да имплементира дел од активностите кои што се предвидени во оваа студија, и оној кој што управува ќе треба навистина да смисли на добра стратегија за комуникација, бидејќи овој вид на туризам има посебна целна група и таа посебна целна група навистина треба нив да им се обратиме. Дали е тоа преку конкретни вирални видеа од самиот локалитет,
кои што ќе бидат поставени на разни сајтови кои што ги гледаат овие авантуристи, бидејќи авантуристичкиот туризам е една од најголеми растечките туристички има најголем развој овој вид на туризам. Генерално луѓето кои што го користат овој активен вид на одмор и го сакаат авантуристичкиот туризам, сами си го организираат своето патување. Затоа реков, начинот на комуникација, на промоција треба добро да се осмисли, оној кој што ќе го правува самиот центар. Површината самиот локалитет Суви Лаки, како Суви Лаки локалитет, мислам дека е 22 км долги. Во хектари не знам точно, меѓутоа оние што се три од содржините се наоѓаат во самиот локалитет на катастарски парцели дефинирани согласно урбанистичкиот план и таму се наоѓаат забавен парк за деца, авантуристички парк и паркот за екстремен велосипедизам. Тие се наоѓаат на самиот локален пат, пристапни се, буквално секој може кој што ќе помине и да ги види и да застане да ужива во нив. Меѓутоа, како што кажав, локалитетот не може само од себе како индивиду да го гледаме, затоа мора да биде поврзан со Струмица, со Берово, па дури и со пошироко со Доиран и со другите туристички центри. Имавме повеќе разговори и со граѓани кои што дури еден од нив живее, да кажем, поголем дел од годината таму. Тој ни ги кажа сите проблеми што се, значи од комунално-инфраструктурни проблеми до административни проблеми. Сите тие проблеми прво беа издискутирани, затоа што, да кажеме дека во самиот локалитет живеат голем број луѓе од Струмица, самиот локалитет припаѓа на територија на Берово, секогаш постојат несогласувања помеѓу оние кои што имаат викендици таму, согласно развојот, меѓутоа само со диалог и врз основа на оваа студија навистина може локалитетот и сите овие проблеми кои што ги има моментално да се надминат. Дали се тоа инфраструктурно, дали се од аспект на водоснабдување, од аспект на управување со отпад, па дури можноста за организирано издавање на соби, викендици и така натаму. Значи, ова е одличен проект, зашто? Затоа што прво ги вклучува повеќе општини, вклучува 2 региона, автоматски самата студија, да кажам, добива на тежина. Дури во кога ќе се бара финансирање за реализација на овие проекти, со самата вклученост на сите овие засегнати страни, добива и сте во предност. Така да сметам дека навистина постојат големи можности локалитетот Суви Лаки да биде туристичка, авантуристичка локација во следните 2 до 3 години. Од аспект, значи, Суви Лаки највеќе беше гледано како дел од, да кажем, во склоп на природата. Беше во самата студија се вклучени сите заштитени подрачја и поврзаноста на Суви Лаки со нив, значи буквално и не само потесно, но поширокиот регион, дури до Берово, до општина Ново село, кај што се Смоларски колечински водопади, до Беровско езеро, во сите локалитети кои што се во просторниот план на Република Македонија изгласат како заштитени подрачја, беа вклучени во самата студија. Во однос на заштитата на животна средина на микрорегион, како што кажав, тука е моментот каде што оној кој што ќе управува со овие атракции, ќе мора да управува и со отпадот. Значи, логично и нормално е тоа, согласно Законот за управување со отпад. Сметам дека управувачот нема да сака да има отпад на територијата на Суви Лаки, затоа што тоа ги оттргнува туристите од самата локација. Така да мислам, тоа ќе биде само еден сегмент од управувањето. Тука виси безбедноста, здравјето на луѓето, така да сите аспекти мора да бидат опфатени. А во приложение е редовната рубрика за нашите села. Долни Балван во општина Карбинци е село во кое не се бележи миграција. Напротив, таму се повеќе доаѓаат нови жители од соседните села. Долни Балван е село кое се наоѓа на 10 километри од Штип кон Кочани, но припаѓа во општина Карбинци. Се наоѓа во најплодниот дел од Овчеполската котлина, поради што овде луѓето се занимаваат со земјоделска дејност. Со земјоделие се занимаваат. Кој си има овци со овци, кој крави, така. Младите по конфекциите. По конфекциите, нема друга работа по конфекциите. Селото не е иселено, ше доаѓаат, уселуваат се тука, на центар сме, убаво е селото многу.
улици има? Има. И струја, и вода, и канализација, се има. Во Долни Балван сите што беа во Трогерци и Горни Балван се доселија овде, така? Не, само од Батање има и од Горни Балван туку уселено. Од Трогерци там по бабите, по градот, таму кај се тие уселени. А тука од Горни Балван и од Батање се уселија тука. Те там по тоа мало горе. Се се од тоа Горни Балван. Значи вие сега со кого живеете? Па со син ми и со снајата живее. Со што се занимавате? Домакинка, пензионер? Делец е сино, пиша си земјоделец. Да. Земја земаа државата работи. Овде земјата добра ли е за обработка? Па, добре. Ако имаш машинери, добре работи. Инаку што му недостига на селото? Па, Имате улици, имате. имаме улици, па амбуланти немаме, такви работи врнаане. Со 20 години назад. Нико бееме млади, имаше тука медицинска сестра. Децата тука си ги вакцинираме. Инекции, доктори, даваја. Сега нема ништо. Превоз до градот? Превоз, такси има, ама автобуси нема. Кој како се снајде. Во Долни Балван до пред 10 години функционираше задруга, но таа сега е минато. Селото ја има потребната инфраструктура која е предуслов да се остане во него. Токму поради тоа овде не се бележи миграција, туку напротив, во него се доселуваат нови жители. У Балван како се живее денес? У Балван се добро живее. Близко сме тука на пат, со превоз сме добри, со такви работи. Едино што нема локал, али има такси доста. Има млади и тоа, доста има млади. Имаме 50 деца за женење, стари ергени, еј. А селото не е многу голема, али имаме народ. Одржува се уште. Да, одржува се. Што го одржува? Има земјоделие се Земјоделци највише има. Па до така направо 10 души имаме тен фармери со крави, со овци нешто. Овци нема многу, али крави има. Има кози. И кози има. Живинарство. Сите се бават со кокошки, со такви гуски, бисирки, да. Моментално колку куќи, знаете ли колку? Моментално, па имаме околу 200 куќи. 200 по 4, Да. 800 луѓе. Да, имаме. Значи, Балван обстанува и независно од тоа што другите села се иселуваат. Не, тука не. Тука дури се населуват. Од други места така има дојдената од Батање, од Горна Балван, тука имат населено, од Тројерци. И така направо добро се живеење. Живееме како град исто, али нешто си поработуваме. Теко ја тука воçак, бавчешко си правам како за мене, ама тоа е доволно. Добро, јас реков железничката станица овде кантон има, а овде порано имаше ли многу луѓе што слегуваа и се качуваа на возот? Па имаше порано, повише имаше. Да, од другите села, па од Балван, од Тројерци, од Батање, од тука сите тука слеваа. Со времето пак ќе виде. Добро ни тука превозо ни, добро на место, служене сите убаво. Има доста и коли има, доста и такси има и така. Што му недостига на Долни Балван сега? Па нема да достига има салата и падна, може се обеќе општината да ќе направи, нешто нема, такво нешто се прибереме некаде, пример да излеземе да седем како кафанка, да имаме нешто таква работа или да имаме канцеларија за пензионерите, 60 души пензионери имаме и тоа не достига такви работи. Да има дека се собереме, да сакаш да направиш една веселба, една вечера да дадеш мала некаде, немаме ништо. Тука имаше задругата сала, салата е земаа вао, и на крајот не се знае чие, кој ќе биде, ши ќе биде. Каде работевте порано? У Македонка. Да. Сега сте пензионер. Сега пензионер. Да. Што ќе кажете за порано? Како се живееш, како денес во Долни Балван? Слушайте, од секој во е земјоделско град, село. Земјоделско село е од земјоделие, од секој се живеале. Сега, овие години почнаа младите и жените, и мажи, дури млади, сите да работат по градот по конфекции. Нема жена млада да седе дома да чека само од земјоделието. Мажите со трактори, со механизација работат земјоделите, жените работат по градот по конфекциите. Живот овде. Има еден живот. И може да се живее. И предност ни е патот тука блиску, превоз имаме стално. Оно и сите и коли имат, ама ете, тие што немат, пак се снаваѓаме со коли одеме. За дома, домашни потреби, кромит, лук, Тоа си произведуваме на село, си седеме и за наши потреби си секој саде. Секој си саде за себе. Кромитче, пиперче, потлиџани, тоа се си садеме дома.
А имаме предност ние водата што ни е системската, летоска нема проблем за вода. Едно време не садиле, ама немало вода. Един од обрегалница ако бил има башча, ако не, а сега у секој двор има вода, у секој двор има башча. Со 2 кантона и железничка станица кои говорат за постоењето на железничката пруга, која овде минува од пред 90 години, Долни Балван во минатото важеше за село број 1 во Штипската околија. Кога би знаеле да говорат овие пруги, тогаш би кажале многу за минатото на Долни Балван. Одовде заминували и се враќале многу генерации. Повторно и ден денес се уште ова село живее со оној ритам како што бил пред 80 години. Но ова село покрај убавите, памети и лоши моменти од своето постоење. На 14. октомври 1944 година, при повлекувањето, германската војска стрелаше врз 14 жители на ова село. Во сеќавање на нив, на местото на нивната погибија е подигнато спомен обележје. Болеста син јазик е опасно заболување кое не толку одамна се закануваше да предизвика големи последици кај добитокот. Еве какви се советите на стручните лица во однос на превентивата. Болеста син јазик или фебрис катаралис овиум, како што е познато во јавноста, минатата година направи големи штети во сточарството, особено во овчарството. За таа цел Агенцијата за храна и ветеринарство подготви леток со цел информирање на сточарите за болеста, загубите и превенцијата од истата. Се препорачува редовна, правилна и навремена дезинфекција на одледувалиштата, повисоко ниво и чистење и повисока хигиена, исто така и третирање со репеленти, односно средства за штитење од ободување на инсектите. За било каков совет, сточарите треба се обрнат до надлежниот ветеринар, исто така и до надлежниот ветеринарен инспектор од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. При најмал сомнеш или појава на симптом на болеста, дали тоа било задух, куцота, ерозии, луцерации, абортуси, треска или било што, или пак при отварање на устната празнина, појава на оток или на специфичната боја сина, од кај што го добива синиот јазик оваа болест, треба да биде информиран надлежниот ветеринар, надлежно ветеринарно друштво, исто така и надлежниот ветеринарен инспектор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Болеста представува вирусно заболување, по кој што од домашните животни ги напаѓа најмногу овците, козите и говедата. Пренесување на вирусот е од страна на инсектите од родот на колокоидес, при што самите инсекти се инфицираат од цицање на крв од веќе инфицирани животни. Овде треба како за информација се каже дека од животно на животно не се пренесува болеста и нема опасност за пренесување на луѓето. Минути за пчеларството. Со затоплувањето се буди природата, со неа и пчелите. Пчеларите во овој период ги збогатуваат своите сознанија преку читање, но и преку предавања. Деноиве пред Пробиштипјани свое стручно предавање одржа професорот по пчеларство од Србија Ѓоко Зечевич. Без силни пчелни семејства нема шанси да се обезбеди очекуваниот профит. Само силни пчелни заедници може да донесат мед дури од каменот, не само од ливадите. Пчелите работнички кои се испилуваат од силно семејство се разликуваат од останатите според тежината, должината на рилката, развиеноста на мускулатурата, отпорноста на болести и помалата зимска потрошувачка на храна, истакна во своето обраќање професорот Зечевич. Во текот на февруари, март, април и мај пчеларот има задолжителни и споредни работи во пчеларникот. Од задолжителните нагласи дека треба да се отпочне со создавање на силни семејства уште од 15 март, ако се сака да се постигнат добри резултати во медењето на багремот, а подоцна на ачалијата и останатата ливадска паша. Во своето излагање тој посебно се задржа на така наречениот закон на 40 дена. Тоа секој пчелар мора да го знае. 40 дена е фактички периодот во кој живее пчелата и период кога од неа се очекува да работи, во зависност од возраста внатре во кошницата и надвор од неа, донесувајќи поленови зрнца, вода, нектар, прополис. Кога ќе се знае тоа и кога ќе се поддржува развојот, тогаш ќе се добијат силни пчелни семејства кои во услови на евентуално лоши климатски услови за пчеларот ќе донесат нешто отколку ништо.
Ovde sam na zahtev kolega iz Probištipa i govorit ću Ovde o sum na jednoj baranje na kolegите od Probištipa i ќе говорам за една интересна тема, а тоа е пролетниот развој, односно неопходните работи на подготовка на пчелните семејства за главната паша. Може ли да се каже во неколку реченици која е формулата за успешно пчеларење? Da, svakako. Formula za uspešno pčelanje pre svega leži u, za mene, tri elementa. Секако формулата за успешно пчеларење лежи во, според мене, три елементи, а тоа се: првиот е климата, вториот начин на работата и третиот секако љубовта спрема пчелите. Техника rada koju pčelar je usvojio, naučio i treće ljubav prema pčelama. Предавањето во Пробиштип, но и во другите градови предизвика огромен интерес кај македонските пчелари, затоа што професорот Зечевиќ на многу едноставен и разбирлив начин ги објаснуваше сите поединости во врска со работата на пчеларникот. Земјоделската механизација со текот на времето се амортизира. За да немате проблеми на нивите, треба да ја обновувате или осовременувате. Тоа можете да го сторите преку условите што ги нуди Националната програма за рурален развој. Во рамките на нашата редовна емисија, најактуелно моментално во земјоделието е огласот кој веќе мината недела во петокот испада, значи тоа е програмата за Националната програма за рурален развој, така да сите заинтересирани земјоделци кои се заинтересирани може да дојдат и да аплицираат во просториите на работните единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Штип, како и во останатите канцелари во другите градишта, значи Пробиштип, Кочани, Виница, Делчево, Пекшево и Берово. Можем да кажем за ова мерка, значи ќе трае 30 дена, сите заинтересирани, најбитно е, тоа е мерка 120 ден кроз 5, значи набавка и модернизација на механизација. Битно е да сите имаат имотен лист, да донесат имотен лист кој може да биде и постар, за да ги знаеме кои се бројките на катастарските парцели. Потоа, значи мора да имат електронски, значи емаил отворен во подрачни единици на Министерството за земјоделие во градот каде што се, и со само тоа тие влегуваат во системот, потоа доаѓаат во нашите работни единици и тука ние им изготвуваме електронско барање, електронско пополнување на самите документи, значи тука електронско барање изготва на деловен план, изјава исто така кој ние изготвуваме, кој треба да изјавата се заверува кај нотар. Покрај емаилот треба да има, значи, едно од основните услови е за житни култури минимум 1,5 хектари и индустријски култури. Значи тоа е еден од условите за да аплицираат за оваа мерка. Сите тие кои се заинтересирани, значи ги повикам да дојдат и да може да понатаму за навремене. Еден од принципите на разгледување на документите во платничната агенција во Скопје е така и кажано дека ќе биде прв дојден, прв услужен на тој принцип. Па затоа што побрзо да се аплицираат, толку побрзо ќе имаат шанси за да добијат. Ете, почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија со нови содржини во новото издание за 7 дена. Пријатно и довидување.